Регионалната дирекција на УЈП Прилеп само во последниве 6 месеци направила преку 180 контроли во објекти каде го проверувала плаќањето во кеш, при што кај 60 на даночни обврзници биле констатирани неправилности, а на двајца им е изречена и мерка за времена забрана за вршење на дејноста. Битката со несовесните даночни обврзници е во врвот од приоритетите на оваа институција, уверуваат од УЈП Прилеп. Управата за јавни приходи има извршено 183 контроли на територијата на регионална дирекција Прилеп, од кои што 66 контроли се контроли со утврдени неправилности. Тоа значи неиздавање на фискални сметки и непоседување на фискални сметки, а од овие 66 даночни обврзници имаме и за двајца даночни обврзници кои што се со времена мерка за забрана за вршење на дејност во трајно од 15 дена. Дека државата безкомпромисно се обидува да стави ред и во овој сектор, се и последните податоци од УЈП за направените контроли на ниво на држава од 14 до 20 јули. Контролите биле спроведени кај 353 субјекти. Кај 100 од нив биле утврдени неправилности, при што изречени се 82 глоби за неиздавање на фискални сметки, 3 глоби за невоведување и некористење на фискален систем, 10 глоби за неводење на книга за дневни финансиски извештаи, 3 глоби за фискална сметка без пропишани елементи, 1 глоба за невоведена резервна фискална апаратура и 1 глоба, согласно Закон за даночна постапка, заради одбивање да соработува. Веќе од денеска пак, УЈП најави засилени контроли и на такси превозниците во целата земја, а особено во туристичките места. Овие даночни обврзници се должни да имаат фискален апарат, да издаваат фискална сметка за секоја услуга, да го евидентираат дневниот промет на трансакциска сметка кај носителот на платен промет најдоцна до наредниот работен ден, но и да имаат јасно и видливо соопштение за задолжително издавање, барање и добивање на фискална сметка, информираат од УЈП. Истовремено, од УЈП упатуваат и апел до граѓаните да ги пријавуваат сите забележани неправилности при било кое плаќање на бесплатниот телефонски број 198, пошто УЈП ги разгледува добиените претставки и постапува согласно своите ингеренции. Инаку, според Законот за ДДВ, секој даночен обврзник кој што остварува приходи и промет над 2 милиони денари е регистриран како ДДВ обврзник.